Не е само Фатмир Битики на предлог на владата, дел од арбитражното тело на Светската банка станала и Стојан Данилова Николовски. Случајно или не, таа е дел од кабинетот на вице-премиерот за економски прашања, што стои запишано и во незината биографија на социјалните мрежи. Слично како и за Битики, назначувањето на Данилова Николовски е проблематично, бидејќи таа е вработена во владата на Македонија од 2017 година, што стои на незиниот Facebook профил. Во незината биографија објавена на LinkedIn стои дека завршила на правниот факултет Јустинијан I, а 6 години во периодот од 2009 до 2015 година работела во адвокатска канцеларија. Инаку според резолуцијата на Светската банка во ова тело не треба да има личности поврзани со политиката, туку истакнати правници, адвокати или бизнисмени. Политичката позадина на членовите на ова тело може да биде и причина да бидат разрешени. Во разговор за Алфа кажа црногорскиот адвокат Александар Ѓуришиќ, кој е дел од ова тело. Согласно со резолуцијата, членовите мора да бидат независни од владата, односно државата и пред се партијата. Независноста е основ за престанок на мандатот. Се тоа стои во резолуцијата за престанок на мандатот, која е усвоена од 170 земји. Инаку за секој час работа, ако бидат ангажирани, на сметката на членовите на ова тело ќе легнат $500, додека пак $250 по час им следуваат и за времето минато во авион, додека патуваат кон централата на Светската банка. Ако случајно и во авион има некаква активност поврзана со ова тело, наместо 250 ќе добијат по $500 за 1 час.